understand why. You know, because Ollie, gentlemen club. You're not allowed Is this a to. safe space for men? Yes. Can you just spare with me a second here? Why? What do you buy? It's none of your business. Да, почитувани, пред малку како што можевте да видите еден кус исечок од едно видео кое што ни доаѓа од Лондон и како што можевте да видите, ете за оние кои што можеби не разбраа на англиски, една дама сакаше да влезе во еден клуб во Лондон, еден локал во Лондон, каде што се јаде, каде што се пие, но дамата беше спречена да влезе, таа инсистираше и не е јасно зошто не може да влезе во овој клуб, Gentlemen's Club. Токму на таа тема ќе зборуваме во продолжение на Слободен печат. Овие джентлменс клубови или клубови наменети само за мажи постојат од 17-тиот век во Лондон. Некаде во 18-тиот век е нивната експанзија на појавување, а еве и по 300 години потоа во 21-виот век овие клубови се уште постојат и се уште не дозволуваат да влезат жените во нив. Како функционираат? Интимно, тајно, отмено, гламурозно, без присуство на жена. Што се крие зад овие зидини и зошто една жена не смее да знае? Во продолжение дознаваме директно од Лондон, но овој пат во студиото на Слободен печат, мојата драга колешка и колумнистка, новинарка од Лондон, дописничка за Слободен печат, Жанита Скерлев. Ви благодарам што сте овде, ви благодарам што ви имаме во Слободен печат. Добар ден вам и на гледачите и одлична тема, многу актуелна, посебно деновиве, која разбранува јавноста и се уште се зборува за ова. И воветот супер заради тоа што и јас коментирав клуб на джентлмени, Gentlemen's Club, а нема ништо джентлменско овде. Какво е тоа джентлменство кога не се дозволува влез на жени? Нели обично джентлмени ги се асоцира тоа на кога ќе влезете па да ви поддржат, да ви отворат вратата, па да ви го палтото да ви го придржат. До душа сега некои од феминистките велат дека не ми треба, јас се сметам себе си за феминистка, меѓутоа баш ми прија кога некој ќе ми отвори врата или ќе ми го палтото или ќе се грижи за мене на некој начин. Секој на нештата го покажува тоа дека жената не дека има потреба, но се чувствува мене ми годи. Како на пример јас ги сакам празниците, сакам кога добивам подароци, тоа е индивидуално. Овој клуб на да се вратиме на темата, овој клуб на джентлмени Гарик е основан во 1831 година. Стана познат по тоа што деновиве весникот Guardian откри дека двајца многу угледни, битни луѓе во земјата биле членови и дека тие едноставно по природа на својата функција не би требало да бидат членови на клуб кој одбива да прифати жени во своите редови. Во Лондон има многу клубови и не е проблем да клубот како клуб приватен може да каже дека е само за мажи или само за жени или само за геј популација или само за, не знам, ако е за жени, за лесбејки. Тоа е сосема во ред, секој приватен клуб има право да се отвориш. Меѓутоа, во овој клуб членуваат 160 високи професионалци од правната фела. Има судии на Врховен суд, има членови на владата, има барем десетина лордови. Има околу дузина парламентарци и има двајца кои го привлекоа вниманието, шефот на државната служба Саймон Кейс и шефот на MI6. MI6 е тајната служба британска, Ричард Мур, никаква роднинска врска со Роберт Мур, кој го глуми тајниот агент Джеймс Бонд. Уште повеќе што Ричард Мур се труди како шеф на тајната служба MI6
да привлече што повеќе, да има што повеќе разнообразност, диверзитет. Јас се сеќавам дека пред доста време пишував, гледав како можам, например, јас да конкурирам за MI6, Така? бидејќи сака да привлечат жени, сака да привлечат луѓе, да не биде тоа клуб само на бели од Оксфорд и Кембридж школувани, туку да има и бели, и црни, и кафеави од сите слоеви на британското општество. И Бога ми стигнав прилично далеку и сега реков ајде да не претерам, да не ме викнат на интервју, бидејќи само сакав да видам кои се тие новинарско Љубопитство, љубопитност. да. Не била целта на крајот да завршиш. Меѓутоа, на овој на Ричард Мур, например, бидејќи сака да привлече и жени, имаше еден хаштаг не само Джеймс Бонд. Значи, неговата установа MI6 не е само за Джеймс Бонд. Сакаше да каже дека не е ова елитистичко друштво, сака да привлече луѓе од различни генерации, меѓутоа тој припаѓа на клуб каде што на жените не им е дозволено, никаков влез. Се гласаше во пред 10 години и со 50,2% членовите гласа да се гласаше во клубот? Во клубот се гласаше да им се дозволи на жените, меѓутоа треба со 2/3 мнозинство и така што Гари останува исклучително машки клуб. Сега, ајде вака може да појасниме за некој што прв пат слуша за оваа информација дека постојат вакви клубови. Постојат веќе над 300 години на Лондон и тие се престижно место за излегување. Зошто не смеат да влегуваат жени таму? Ајде да речеме, можеме да предпоставиме зошто пред 300 години не можеле. Тогаш такво било општеството. Нажалост, но зошто еве во 21 век? Кое е образложението на собствениците? Зошто жената не смее да влезе во овој клуб? Тоа е фино, легитимно прашање на место и се крена британската јавност, пишуваат и адвокати и адвокатки и едноставно нема одговор за сега. Некои велат тоа е дел од традицијата, меѓутоа каква традиција во 21 век да не се дозволи на жените. Сега некој оправдување има дека можеле жени да влезат, ама од некој посебен влез, па во некои делови од клубот можеле да дојдат. Мене тоа ми личи, сега не знам, може би ќе навредам некој, ама на она во џамиите кога мажите се молат долу, а жените посебно. Ама ова не е религиозен клуб. Ова е джентлменски клуб. И ова се стари правила. Многу ме интересира што муабет се прави. Да, што се прави таму? Се знае ли што е намената на клубовиве? Па наводно имаме некои фотографии и видеа, гледачите имаат можност и прилика да ги погледнат, направени секако од мажи, предпоставувам, од внатрешноста. Интересно е тоа што си имаат некои своји правила. Традициите се дека во овој Гарик клуб членарината годишна е 1000 фунти, што да кажеме е некоја просечна цена во другите клубови кои се ги има низ Лондон, од 1000 фунти па нагоре се членарините. Како се станува член, исто не е познато. Кога бил клубот, се обидуваа новинари да дознаат, посебно новинарки, може да замислите, кои се правилата, па требало некој да ве предложи, па дали се гласа или не се гласа, и тоа не е познато. На почетокот, кога се формирал клубот, било правилото подобро е 10 да ја одбиеме 10 неинтересни отколку да дозволиме еден глупав
да влезе во клубот. Значи, сакале да имаат интересни луѓе, селекција тоа им било. Во рестораните има менија без цени во ресторанот на клубот Гарик. Не смеат да оставаат напојница, бакшиш членовите. Најверојатно има правила, да. И за што се разговара, навистина не знаеме, меѓутоа се побунија и уште се разговара, еве додека ние зборуваат и низ Лондон, како може луѓе кои се влијателни, кои го обликуваат јавното мислење во Велика Британија, значи судии на Врховен суд, луѓе од парламентот, од владата, и овие двајцата, главните, шефот на државната служба и шефот на MI6, да бидат членови на ваков клуб кој е дискриминаторски, значи нема ништо джентлменско. Се викаат джентлменски клубови. Джентлменски и бидејќи има толку многу суди, дали овие суди смеат да судат во дела кои се занимаваат со заштита на правата на жените? Например, ако има дело во врска со, не знам, силување или семејно насилство против жените, се членови на клуб кои смета дека на жените тука не име место. Така. И кои се дружат меѓу себе и кои и зашто до Бога прават муабет за, што знам, за сексот на село, за временска прогноза, за тоа... Но не дека не можат да го прават било каков муабет, можат да се прават на друга маса, ако има жени, да би попречувала некоја жена. Најголемиот дел од нив се со семејства, значи имаат жени, имаат деца, имаат керки. Која е потребата, ете, дури во 21 век? Мене сепак тоа ме збунува, зошто во 21 век се уште обстојува тоа. Имаше интересна сцена во Family Guy. Најдов на интернет и ме потсети таа епизода во комичниот серијал Family Guy. Представени се токму овие Gentlemen's Clubs, каде што тројца мажи читаат весник. Некаде прочитав и од моето истражување заклучив дека читаат весници, играат билјард. Тие клубови личат како на огромни домови, огромни простори. Не знам да избегаат од жените. Мислам, навистина е сето тоа малку не личи на 21 век, посебно што не личи на овие луѓе. Интересна беше изјавата на шефот на државната служба, Саймон Кейс, кој кога го прашува, бидејќи се создаде, и ова не се случајни луѓе, посебно овие двајцата, сепак се угледни и даваат пример и пазете, шеф на државна служба, мислам. И го прашуваат, добро, што правите вие? Не ви е местото таму? И тој вели дека се зачленил и тоа он се согласува дека не е во ред да постои таков клуб и дека не е во ред тој да членува таму. Меѓутоа, изјавата му беше дека тој влегол во тој клуб за да го растури од внатре. Бидејќи е лесно, вели, однадвор ти да маваш со камчиња и да го критикуваш, најдобар начин да се растури овој клуб и да се направи промена е да влезеш ти внатре и од внатре да ги правиш промените. И не успеа очигледно да ги направи. Не успеа заради тоа што поднесе оставка и двајцата, ама не поднесе оставка како шеф на државна служба, нити Ричард Мур како шеф на MI6, меѓутоа јавно кажа, им се обратија на своите вработени дека еве поднесуваат оставка, односно се откажуваат од членството на клубот. Сега се надеваат другите дека во јуни или јули ќе има уште едно гласање во Гарик, членството ќе гласа, па можеби се надева дека целата ова галама, внимание на јавноста, дека можеби ќе придонесе да се смени ова правило на Гарик. И не само во тој клуб, предпоставувам, туку и во останатите да има влијание или не? Зашто има колку клубови има, се знае ли точно? Јас гледав, најпознатите има околу 15-тина најпознати клубови во Лондон, меѓутоа тие немаат проблем со жени очигледно,
бидејќи има членство. Ова е Тоа е спорен. Ова е спорниот и спорен е заради тоа што упорно обстојува со одбивање на прием на жени во своето членство. Пак велам, има посебни клубови, тоа е сосема во ред, тоа се приватни клубови. Како сите се сеќаваме и ден денеска има клубчиња, имавме и ние на времето и сега има клубчиња каде што некој може да влезе, некој не може да влезе, стојат на врата луѓе кои примаат или не примаат. Меѓутоа, има правила на однесување, правила кој може да влезе, точно, така? Членарините се високи, за некои клубови треба двајца да ве предложат, па другите да гласаат. Јас сум, например, член на клубот на поранешни новинари на BBC и за да станам член на тој клуб, треба да ме предложат и двајца новинари, колеги мои, да гласаат за мене и да ме прифатат. Што правиме ние во тој клуб? Неколку пати во годината одиме на вечери и си ги плаќаме сами вечерите во убав дел во централен Лондон и каниме интересни личности од јавниот политичкиот живот на Велика Британија и тие ни држат предавања, потоа ги прашуваме. Тоа е... Добро, ама тука е веќе логично за тој клуб и вие сте новинари, сте биле дел од BBC, има некоја логика. Овие се стануваат на помалку нелогични. Еве како реагираат жените во овие клубови. Налетав на едно видео поодамна, мислам дека пред 6 години е објавено видеото на една храбра жена која што влегува во таков клуб. Сега не знам како се вика клубот каде што влегува, дали е тој Гарик или е White's Club, знам исто дека е многу популарен. White's Club, Анабел е исто популарен клуб. И сега оваа жена влегува во клубот, спакована во куфер и така всушност ги изненадува мажите таму и им вели еве јас сум жена и влегов зошто не ми дозволувате, сакам и јас тука да се напијам пијалок и да ручам. Како реагираат жените? Се обидуваат ли жените да променат нешто? Се обидуваат. Пред неколку години Джоана Ламли, една од најпознатите актерки во Велика Британија од постарата генерација, која е многу почитувана, како што реков, се обиде и покрена акција дека сака да биде токму на Гарик. Мислам дека го направи тоа заради тоа што нели овој клуб е посебно тврдоглав со своите правила. И постоеше мислење и неколку од членовите на клубот ја поддржа и иницира да има и гласање, меѓутоа превагна очигледно претежна она крило конзервативно кое вели не. Ете, велам, последното гласање беше 50,5% од... Значи, сепак повеќе од половината за 0,5% за малку, меѓутоа треба 2/3 мнозинство за да се смени ова. Тоа значи дека таму не работат жени, работат само мажи, значи буквално е машки свет. Ништо не знаеме. Забрането за жените, еве во 2015 било последното гласање. Иначе има ресторани во клубот, има лаунж барови, има дури и соби за преспивање. Значи ако некој од судиите, од парламентарците, од заменик премиерот е член на Гарик, ако се заборави малку или се кефлеиса или не знам што, па не може да си оди дома, значи има и спални соби за преспивање. Меѓутоа не може некој да ги, ако ништо друго, па не може да ги обвини дека се швалерисуваат таму заради тоа што нема жени. Да, бар тоа е јасно. Повеќе од јасно. И Девид Камерон чинам дека е негдека член. И Девид Камерон е член и на Гарик е член и кралот, поранешниот принц Чарлс, сегашниот крал Чарлс III. Мислам дека одавна не бил, бидејќи имаше работа со кронисувањето и со се, а сега кралот има други работи.
Меѓутоа, здравствени причини се наведувам. клубот е многу богат инаку и затоа може да си дозволи да прави што сака. Во 1956 наследниците на клубот ги доби правата за книгата Вини да Пу, Мечето Вини, и во наследство, и Дизни сакаше да ги купи правата за да направи филм. Клубот прво не сакаше, меѓутоа реши да ги продаде правата на Дизни и од тогаш, збогум сиромаштио, клубот има неверојатно многу пари. Се очекува да се направи некаква екранизација за... Не. Клубот ги продаде правата на Дизни, на корпорацијата американска, и веќе нема финансиски никакви проблеми. Значи може клубот да прави што сака. Сега, споменувате дека многу звучни имиња се членови, нелесно се станува член, звучни имиња, политичари. Колку има политичка заднина? Се спекулирали дека може би има некаква политичка заднина за постоењето низ годините на овие клубови? Дали може би некакви политички клучни прашања се решаваат за овие зидови? Секако, бидејќи се смета дека тука членовите прво почнале да разговараат за нивни бизнис сделки, за она што се случува во светот на политиката, меѓутоа пак не знаеме, значи само се предпоставува. Ако имаме ние заменик премиер, ако имаме министер за изедначување, ако имаме лордови таму, ако имаме 11 парламентарци, не може крал, ако има суди на Врховен суд, ако има високи адвокати, знаете, не може тие да прават муабет за времето. Да. Сигурно се прави муабет за политика. И сигурно се прави муабет за... И тоа главно, еве од сето ова, тоа се луѓе кои се од конзервативната партија. Значи, јас не сретнав од сето ова, од оние листи кои успеа Guardian да ги ископа, не видовме ни еден член од лабористичката партија. Не видовме ни еден член од либерал-демократите, а да не зборувам за некоја работничка партија или за некој така случаен или некој приказна од ништо станал нешто, па успеал... И само британци може да бидат и тоа... Само британци. Тоа ми беше исто прашање. Значи, исклучиво елитистички. Так. И тоа многу боде очи. Може, пак велам, може секој што сака да направи клуб. Има клубови со традиција кои се врзани околу, не знам, литература, или љубители на автомобили, или љубители на добра забава, љубители на добри вина. А има ли женски клубови? Има и женски клубови. Значи, каде што не е дозволено да влегуваат мажи, може да влегуваат мажи. Женските клубови се многу либерални, нема проблем. Меѓутоа, си се прават клубовите, се вртат околу одредена тема, за некои активности кои сака да постигнат. Има клубови кои се занимаваат со добро организирање на добротворни дела. Добро, тоа се тематски и постојат и овде секако. Уште едно прашање имам при крајот сме на разговорот. Членови на клубови, дали тоа значи дека ни жените, сопругите на членовите исто така, дали значи дека ни кралицата не е влегла никогаш во овие клубови? Не. Никогаш? Не, никогаш. Во овој клуб, во Гарик, например, принцот Чарлс, теоретски, да кажеме, можел да ја внесе Диана, додека беше жива, ама од задната врата и во посебна соба. Сега со оглед на тоа каков им беше бракот, не верувам дека тоа му паднало на памет. Дали ја внел Камила? Може би, ама пак тоа е во знак прашалник. Да, во реалмот на шпекулациите. Ама не. Колку пати влегол, не се добиваат информации. Пак реков за што муабет се правело и се прави уште.
Не знаеме дали некој друг од овие ќе поднесе оставка. Меѓутоа, сега бараат, посебно женските адвокати, бараат да се обелоденат имињата на судиите, за да не им се дозволи нив да судат дела каде што се работи за правата на жените и за нарушување на правата на жените, бидејќи се смета дека е неуместно и не е во ред клуб кој ги ограничува жените да бидат членки, таму да суди во случај. За некои може би е екстремно тоа, меѓутоа за други е сосема во ред и нормално, заради тоа што не би смеело во 21. век, посебно кога жените се борат за рамноправност и посебно кога, например, во Велика Британија случаите на семејно насилство бележат зголемување, кога имаме случај и во полицијата да биде прогласена во одредени делови за мизогина, за расистичка, кога дека не сме да се дозволи такви полициски службеници високи и парламентарци и суди да имаат влијание, членови на клубот да имаат влијание. Очекувам дека ова ќе се расправа понатаму. Можеби за дел од владата тоа е добре дојдено, заради тоа што го одвлекува вниманието од другите теми, кои се исто така актуелни. Но оваа ни е година на избори во Велика Британија, се вршеше притисок во мај да бидат изборите, Риши Сунак уште не се решил, ако не е мај ќе биде октомври-ноември, па ќе видиме. Ова ќе биде тема со судиите, бидејќи мислам дека новинарите, посебно новинарките и адвокатките во UK, ова нема да го испушта така лесно. Ова сосема случајно во месецот на жената, кога се подсетуваме на 8 март, ни се наметна на некој начин темава, не случајно можеби. Во секој случај задоволство ми беше да разговараме, задоволство ми беше што ве имавме во Слободен печат, верувам и на радост на нашите гледачи. Верувам дека беше интересна оваа тема која што имавте можност и прилика да ја чуете и гледате во Слободен печат. Можеби дел од вас слушнале за овие клубови, можеби дел не, можеби оние што слушнале дознаа некои работи. Секако тука е Слободен печат да ве информира и да дознаете за се што е актуелно, а во продолжение останете понатаму со нашата програма.